Централното одбележување на првиот петок по Христовото воскресение, источен петок Балаклија, во Тетово се одржа во црквата Света Богородица. Со овој празник посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја и се слават сите извори на вода во светот. Празнуваме празник на Пресвета Богородица, односно источен петок или Балаклија. Овој животворен извор кој што е посветен на Пресвета Богородица во Цариград, откри на чудесен начин кога еден војник по име Лев, кога изгубен од патол шетал во близина на Цариград и така изгубен нашол еден слеп од раѓање човек и сакајќи да му поможе, бидејќи бил благочестив, вели не можел со ништо да му поможе и се помолил на Пресвета Мајка Богородица да му открие начин како да му помогне на овој слеп од раѓање изгубен во шумата. И ете слушна глас од небото дека во близина ќе најде извор и со ова животворна вода да го измие слепородениот, и кога го направил тоа, мудриот Лев или Лав, војникот го измил со ова животворна вода и тој прогледал. Покасно кога постанал цар, тој е оној цар Лав мудриот, на ова место изградил храм посветен на Пресвета Богородица, на која што и до ден денеска се случуваат чудеса, каде што мртви воскреснуваат, губави се очистуваат, мртви воскреснуваат, слепи прогледуваат и сите безбрани чудеса, ако човек доаѓа со силна вера да пристапи кон овој животворен извор. Во текот на богослужбата верниците се поклонуваа пред иконата на Пресвета Богородица, оставајќи црвено великденско јајце. Уште се нарекува овој ден и Балаклија, од турскиот збор балак, што значи риба. Зашто имало и има и денес луѓе кои што не веруваат дека Христос навистина воскресна од мртвите. И вели како што одеше чунот по морето, некои неверници како што ја печеа рибата на скара да јадат, и вели не веруваме ние дека Христос навистина воскресна. Еве нека се случи чудо, па ќе поверуваме. Доколку овие риби што се печени на скара, ете постанат живи и влезат во морето. И навистина чудото Божие е големо, навистина тие риби што беа на скарата постанаа живи и скокнаа во морето. Такви едни риби постојат на овој животворен извор во Цариград, каде што и до ден денеска се гледаат нивните траги каде што се печени на скарата. Во овој спасоносен празничен ден, посветен на Пресвета Богородица, со силна вера во воскреснатиот Спасител, нашиот Господ Исус Христос, потикнати од таква силна вера и ние да веруваме дека Христос навистина воскресна од мртвите, со кое што ни дава надеж дека и ние, иако ќе дојде ден кога еднаш ќе ги предадеме нашите трулежни тела во земјата, дека ќе воскреснат тие истите тела наши, ќе воскреснат. Одбележувањето на празникот во црквата, подигната во чест и слава на чудесата на Мајката Божја, започна уште вчера попладне кога стотици верници пристигнуваа во храмот Пресвета Богородица во Тетово, кој го чествуваше патрониот празник. Според традицијата, по богослужбата верниците остануваат во црковниот двор.